Добар ден и од мене започува новото издание на емисијата 0+ месеци на телевизија Телма. Денешната тема е повторно поврзана со растот кај децата. Дали растењето понекогаш може да боли и во кои фази од интензивниот раст најчесто се јавува овој проблем? На оваа тема денеска зборуваме со примариус доктор Иванка Стефановска, специјалист по ортопедија од Ремедика. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, добре најдов и поздрав до гледачите секако. Јас разговорот би го започнала со развојот на скелетниот систем кај бебињата, односно како се развива скелетот кај децата. Така. Јас мислам дека веќе сите знаат и гледачите се веројатно веќе доволно упатени. Скелетот кај децата е претежно рскавичен. И тоа е тоа што велат дека коските на децата се како од гума. Да, децата се како од гума. Како од гума. Тоа е и логично, бидејќи ни самиот чин на раѓање, доколку биде премногу окоснат, може да се случат разни повреди непотребни. Значи, природата ги средила тие работи. И во текот на растот и развојот, детето практично постепено рскавицата ја заменува со коска. Значи, растот во суштина представува замена на рскавичниот коскен модел. Значи, секоја наша коска има модел рскавичен и тој пополека окоснува и при тоа се зголемува растот во должина и во широчина на коската. Значи, тоа е еден природен процес и ние велиме дека растењето, што е карактеристично за детската возраст, е во суштина четвртата димензија на човекот. Значи, ако сите ние како луѓе, како особи, имаме височина, широчина и длабочина, децата имаат четврта димензија, тоа е растење. Нешто што возрастните го немаат. Така. Тоа растење оди по некој свој тек, кој што во голема мерка има и индивидуални карактеристики, значи има одредени правила. Правилата велат дека првите 3-4 месеци од животот на детето, значи првиот квартал, да речам, од нивниот живот во текот на првата година е најинтензивен. Тогаш бебињата ставаат по килограм повеќе од килограм, значи интензивно растат. И тие промени се најбурни, најдраматични, и затоа во тие први месеци и толку често се оди и на контроли, и кај педиатри, и кај ортопеди и така натаму. Потоа во текот на првата година доаѓа до едно благо успорување на растот, за да најинтензивниот пик на растење повторно во животот се јави во суштина во периодот на пуертетската возраст, кога децата веќе го добиваат својот конечен облик, односно својата конечна височина, градба и така натаму. Значи, тоа се некои вака најинтензивни периоди на растење. И се во целиот тој процес постојат многу работи кои што може да се случат и да предизвикаат определени симптоми кај децата, определени сензации кои што родителите честопати ги збунуваат. Так. Тоа се пред се болките. Так. Дали се јавуваат болки кај малите бебиња или тоа не може да се открие? Има ли некои студии кои што говорат за тоа? Немам таква информација, не е испитувано тоа. Впрочем, тоа е веројатно во рамките на природните можности на бебето. Так. Повеќе за болките се јавуваат во подоцнежниот период, значи предучилишната возраст и пубертетскиот период. Болките се јавуваат како резултат на ненормална, мислам, поинтензивен раст во должина, односно во височина, за многу кус период. Значи, тоа е баш еден пик на кој што телото има потреба да се адаптира. Така. И од тие причини имаме одредени сензации, најчесто се тоа болки околу колената. Така, значи тоа се болки кои што се јавуваат главно во нозете. Во носете. И главно навечер. Зошто се јавуваат главно навечер тие болки? Прво, зошто се јавуваат во носете. Так. Значи, споменав дека секоја коска има делови кои што се рскавични плочи, кај што во суштина коската расте во должина. Тие рскавични плочи се на двата краја на коските, многу близу до зглобовите. Меѓутоа, најинтензивниот раст во височина се постигнува со растот на бутната коска во предел на коленото. Так. И токму заради тоа најчесто се болките околу колената. Зошто навечер? Прво, затоа што се децата во текот на денот многу активни, значи трчаат, скокаат и така натаму, значи има определен замор на тие материјали. Второ, тогаш ја стануваат свесни за болката. Во текот на играта и активноста има можност да ја игнорираат. Меѓутоа, навечер
пред спиење, па некогаш дури и во текот на спиењето, се будат со болка. И најчесто се болките, значи, симетрични во двете нозе, Така. или еднаш во едната, па по некоја друга вечер во другата нога. И она што е карактеристично, децата бараат да бидат масирани. Баш со тие зборови, пошто тоа се веќе големи деца кои што комуницираат со родителите, бараат масаж. Значи, тоа се карактеристични болки за раст. Меѓутоа, секогаш треба да се има на ум дека не треба се здраво за готово да се прифати што се вели. Така. Овие делови на скелетот, за жал, се делови и со најчести туморозни промени. Значи, ако тоа многу интензивно се повторува, ако предолго детето се жали на некои болки, сепак треба да се направи консултација со лекар, да се исклучи можност за некаква друга промена, а особено ако се јави само на една нога. Така. Тогаш во секој случај мора да се направи. 3076-677 е телефонскиот број на телевизија Телма. Гледачите доколку имаат прашања поврзани со растот и болките при растење, слободно може да се јават и да се вклучат со свое прашање во програмата. Значи, споминавте каде најчесто се јавуваат болките, кај нозете, дека всушност сврзните ткива се тие кои што болат, така? Во суштина, значи, скелетот расте, меѓутоа сите околни структури, сврзните ткива, значи зглобните капсули, зглобните лигаменти, мускулите околу постепено треба да се адаптираат на овие промени. И тоа е тоа што предизвикува болка. Од друга страна пак, исто така во периодот на интензивно растење, честопати се јавуваат и болки во двете нозе, меѓутоа од задната страна. Тоа се случува кога рбетот поинтензивно расте и сите негови околни структури имаат потреба од одреден период да се адаптираат на промените, така што често и таму се јавуваат болки. Значи, по задната страна на двете нозе. Така, може значи да се... главно кај нозете. Да. Доколку децата се жалат на болки во рацете, дали тогаш таа болка е врзана со растењето или тоа е ретко? Многу ретко има болки во рацете, бидејќи ова се зони кои што се и оптоварени, нели со нозете се движиме, значи тие го поднесуваат товарот на тежината на телото, затоа се поизразени на рбетот и на нозете. Сега, периодот на растење е нормален, нормални се одредени варијации, одредени промени во тој период, значи детето додека расте, постојат одредени промени на скелетот кои што ги велиме, ги нарекуваме физиолошки, значи промени кои што се дозволени, кои што се варијација на нормала. Така. Меѓутоа, редовните контроли и редовните следења спречуваат да тоа премине во некаков несакан деформитет. Тука пред се би сакала да споменам појава на О нозе, појава на X нозе, болки во глуждови и подколеници кои што се резултат на рамни стапала. Значи, тоа се некои работи кои што треба од време на време да се проверат, за да детето го вратиме повторно на вистинскиот правиот пат, на негово конечно дооформување. Од што може да се јават нозе во форма на буквата X? Дали седење во W Да, помеѓу позиција, останатото, исто така може да придонесе да дојде до овој Нозете деформитет. се најчесто во текот на втората година од животот, значи кога детето ќе застане, ќе прооди, голем број деца имаат нозе и тие многу често се должат на прерано исправање, односно кога детето пред време ќе го застанете, значи оно си има своја собствена тежина, меѓутоа нема доволно развиени мускули и скелетот не е доволно оформен да ја носи таа тежина. И тогаш под дејство на тежината тие полека се формира тој О, односно варус, како што велиме ние, деформитет на колената, односно подколениците. Тој пак многу често понатаму во текот на од 2 до 3 години, значи во тек на третата година може да премине во обратен, во X деформитет. И X-от исто така е и поврзан и со таа W позиција на седење, односно седење на коленици, затоа се препорачува седење со вкрстени нозе. Така. И тука мораме секако да истакнеме важноста на витаминот Д. Така. Значи, растот и развојот не можеме никогаш со сигурност да го предвидиме. Затоа детето мора да биде покриено со доволна доза на витамин Д, за да своите потреби ги задоволи, за да не дојдеме во ситуација да направиме несакан деформитет, затоа што интензивно растело, а немало доволно витамин Д. Ќе се осврнеме на витаминот Д, откако ќе ги вклучиме гледачите кои што се на линија. Можеме да го вклучиме првиот гледач. Добар ден, во програма сте. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас. Благодариме. Имам бебе 10 месечно. Имав тешка бременост, ризик за спонтан абортус.
и морах цела временост да лежим. Откако го родих бебето, свена страна на десната страна ми повеќе беше. Сведена страна стоеше и однесов на ортопедско. Прво ми рекоја дека пребрз раст на коските, после тоа ми рекоја што сум лежала цело време, за време на бременоста. И ми даде ортопедски гатички, имаше проблеми со куковите. Тие ги носеше 3 месеца. Отидов на контрола, ми рекоја дека се е во ред и откако ќе проди треба уште еднаш да однесам на контрола, ама рбетот е многу истакнат. Дали тоа може да биде некој проблем откако ќе порасне? Ви благодарам што се јавивте. Значи, овде станува збор за повеќе работи. Значи, тоа што мајката морала да лежи, во принцип, нема директно влијание на детето, бидејќи детето, плодот си е заштитен и не може да остави последици на неговиот раст и развиток. Меѓутоа, по долготрајна положба на лево или на десно на самото бебе, може апсолутно да доведе до сплескување на главата, до принудна положба на нозете, што меѓу другото може да доведе и до промени во развојот и на колкови и на целиот скелетен систем. Така да детето имало некаков проблем со колкот, тој е совладан со лекувањето со гакички, кажано е на мајката дека е се во ред. Во однос на рбетот се уште се развива. Тој се уште го нема својот дефинитивен облик и својата форма конечна. Значи, апсолутно нема потреба од грижа, само редовно следење, рбетот верувам дека ќе си се оформи, меѓутоа секако бременоста нема да има влијание на рбетот доколку било се во ред. Ке самото бебе. Имаме уште еден гледач на линија, да го вклучиме со неговото прашање. Добар ден. Кој се јавува? Добар ден, Душо. Добар ден, повелете. Сакам со докторката Ивана Цепановска да ја прашам. Повелете. Ало, добар ден, докторки Ивана. Добар ден. Како сте, да ве прашам прво со здравето, Душо? Добро, благодарам. Овде мајка на Сендита Исмаилова што се оперира. Да. Виола сега те гледа, толку е радостна, толку е весела. Мамо, вика, докторката моја. Добра ли е, се ли е во ред со неа? Во ред, ама некогаш кога е многу ладно, ја боли ногата. Добро, од време на време ќе ја контролирате да видиме дали е се во ред. Така. Ја контролирам, а треба да ја носам, значи... Така, значи најважно е што е се во ред. Ви благодарам што се јавивте и што ја поздравивте докторката во студиото и ви благодарам што не следите. Да се осврнеме повторно на витаминот Д. Започнавме да зборуваме за тоа кога треба да се дава, зошто е важно да се дава уште кај новороденчето и дали е потребно да се дави во периодот на интензивен раст. Значи, постои генерален општ недостаток на витамин Д кај човековата популација. Секаде. Тоа се најновите истражувања покажуваат дека на сите ни фали витамин Д. Децата се особено чувствителна категорија бидејќи брзо растат. Значи, апсолутно од моментот на раѓање децата добиваат редовно витамин Д и во текот на првата година, без оглед дали има летен период или не, секојдневно мора да добиваат витамин Д. Од втората до петата година, значи кога веќе детето проодува и станува мало дете, не е веќе бебе, витаминот Д оди редовно во периодите од октомври до мај. Значи, период кога она старо правило месеци со Р и така натаму, тоа би го јас би го малку проширила, бидејќи во суштина тој мора да биде субституиран во сите оние периоди кога немаме доволно сонце, односно детето е облечено. Значи, ако вие извадите надвор дете во долги ракави и долги панталони, практично само лицето му е изложено на сонце и без оглед што е мај, ако е студено, нема контакт со кожата со сонцето, значи не може да создава витамин Д. Значи, оттаму мислам дека дури откако ќе ги разголиме, тоа е веќе јуни, јули, август, нели? Па и септември некогаш е прилично топло. Тие периоди може да биде поштедено од давање на витамин Д, меѓутоа од октомври дефинитивно повторно до 5 годишна возраст, затоа што е тоа период на брз раст. На интензивен раст. И формирање на имунолошкиот систем. За сите тие сегменти е важен витаминот Д. Така, важен е за многу аспекти. За многу аспекти. Дури ми се чини во последниве години се повеќе ги откриваме
важностите на витамин Д. бенефитите на витаминот Д. Некои го сметаат не за витамин, туку за хормон Д. Хормон. Така. Да. Имам уште еден гледач на линија, Да. пред да продолжиме со разговорот, поврзан со оваа тема, да видиме кое е прашањето на гледачот. Повелете. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас. Веќе слушам дека нешто се разговара за витаминот D3, меѓутоа сакав да прашам, имам 9 годишно синче и значи во последно време да се жали, како што каже докторката, на колената, дека го болат навечер баш така. Па сакав да прашам за јас му давам А плюс D3 витамин. Поеднаш дневно. Дали треба и колку време така да се дава? Ако може тоа да ми се објасни, и колку време од прилика траат овие вака болки што се јавуваат навечер. Така. Ви благодарам за јавувањето. Значи, секако во овој есен-зима период треба да се дава. Нема штета да се, мислам, од витаминот Д нема да има штета, без оглед што е детето 9 годишно. Болките траат индивидуално. Не можам да кажам дали ќе поминат за 1 месец или за 2 месеци. Така да ќе си покаже состојбата, меѓутоа тоа што дава мајката витамин Д е окей и треба да продолжи да го дава и понатаму. Дали се препорачува рибино масло? И Се уште да се дава? апсолутно, тоа е во таква природен форма? извор, да, слободно. Може и рибино масло. Имаме уште еден гледач на линија. Дали се уште го имаме? Добар ден, повелете кој се јавува. Добар ден. Добар ден, повелете. Се јавуваме од Скопје. Така? Сакав да прашам, значи, син ми има 13 години Така? и 2 пати има паднато и ја искршил раката. И сега, дали може, например, да пие витамин Д? Зашто слушав докторката кажува, значи, до некоја возраст се пие витамин Д. Или рибино масло ли? Мислам дека има проблем со коските, вајда му се меки ли? Така. Така, Значи, како во оваа ситуација? Апсолутно може и Слободно. рибино масло и витамин Д. Нема да има штета. Меѓутоа, 2 пати паѓа, 2 пати крши коска, рака, значи постои можност да има некаков друг проблем со скелетот за кој што треба подетални испитувања. Значи нема штета од витаминот Д, меѓутоа може би тој да не биде доволен во зависност од тоа што ќе се дали ќе се најде нешто кај детето и што ќе се открие. Па ако се открие, треба и соодветно да се третира. Така. Во принцип, чести кршења на коски значат дека може би нешто во развојот на скелетот треба да се провери, Така, да се дополнителни проконтролира. испитувања се потребни. апсолутно, да. Ако добро разбрав, имам уште еден гледач на линија. Добар ден. Дали се слушаме? Ало, добар ден. Добар ден, повелете, во програма сте. Се јавува гледач од Тетово. Така? Повелете, кој е вашето Гледач од прашање? Тетово. Така, ве слушаме, во програма сте, кој е вашето прашање? Повелете. Поздрав докторката. Имам едно прашање, имам едно 11 годишно дете и почесто се жали на колената го боля. Де едното, де другото, некогаш двете. Така? Нарочито кога е и ладно времето. Па би замолил за совет од докторката, ако може. Така, ви благодарам што се јавивте. Овој проблем очигледно е доста чест кај децата на таа возраст. И тука, значи, многу е можно да се болки од раст, бидејќи возраста на детето 11 години укажува на период на брзо растење. Меѓутоа, доколку родителот смета дека е тоа пречесто, значи треба да се направи преглед, треба да се види дали детето има некој воспалителен процес, можеби на колената, иако тоа се забележува и со појава на оток во колената, значи треба да се направи контрола. Меѓутоа, според ова што кажува, претпоставувам дека станува збор за болки во раст. Што доколку овие болки се јават кај помали деца на возраст на 4-5 години и кога децата не се во состојба да опишат што точно ги боли? Дали тогаш може да сметат родителите дека се работи за болка поврзана со растот или веќе тука е покомплексна ситуацијата? Значи, кај малите деца немаме точна информација, не можат секогаш точно да укажат каде имаат болка, меѓутоа при прегледот се гледа дали имаме некакво отстапување од нормална или не и во зависност од тоа што ќе откриеме бараме. Тогаш не можеме да ги докажеме како болки од раст, меѓутоа ако исклучиме било каква патологија,
можеме да ги подразбереме како болки од Так. раст. Што може да направат родителите во оваква ситуација? Дали Значи, треба да им може. дадат некој сируп против болка? Ако е премногу парацетамол? често може, меѓутоа во принцип тоа спонтано поминува со малку масажа и кога ќе се смири детето. А ако е болката поинтензивна, може парацетамол, и ако е родителот во ситуација да треба често да го дава парацетамолот, апсолутно да консултира лекар. Се препорачува ли спортување? Дали спортувањето Апсолутно. помага во ваква ситуација? Значи, спортување се препорачува априори. Така. Значи, не може децата да растат и да се развиваат нормално без активност. Дури се препорачува многу рано, негде на 4 годишна возраст, да се стават во некој систем на некаква спортска активност. Тоа е нешто што овозможува стимулација на растот, скокање, трчање. Тоа се активности кои што ги стимулираат деловите на коската да се издолжуваат. Затоа кој ќе речат родителите оди тренирај кошарка да пораснеш, тоа е пред се затоа што е кошарката поврзана со многу скокање. Значи има основа сето тоа. Сигурно тоа не може да го надмине генетскиот лимит, нели, границата што детето си ја носи во гените, меѓутоа може да се искористи максимално можноста за раст. Но има и спортови кои што не се препорачуваат. Да, не се тоа препорачува теретана. Тоа се пред се спортови кои што ги јакнат премногу мускулите, во смисол ги тегнат деловите на коска кај што се припојуваат мускулите и со тоа се успорува растот во должина, односно во височина. Значи, треба големо внимание со вклучување на теретана, особено на помали деца кои што се уште растат, и строга контрола што се прави, како се прави, кога се прави и под какви оптоварувања, за да не направиме спротивен ефект. Ќе добиете дефинирано мускулозно дете, меѓутоа растот може малку да му го успорите, односно да му го ограничите. Така да тука треба големо внимание. Инаку активност како активност може да биде само позитивна и поволна за растот на скелетот. Сега, преголема активност исто така знае да даде болка. Тоа се во предел на колената и тоа под коленото, од преголемо влечење на мускул од страна на мускулите, меѓутоа тоа се веќе екстреми, кога децата се навистина премногу активни и треба малку... Значи не треба да се префорсираат, треба да се биде умерен, дозирано. Да го слушаме прашањето и на последниот гледач за денеска. Добар ден, повелете, кој се јавува. Добар ден, поздрав за вас во студијето. Благодарам. Посебно за вакви едукативни емисии. Благодарам. Голема помош за нас родителите. Вака имам 7-годишно девојче и се жали често на болки долж на рбетот. Дали е заради забрзан раст, бидејќи е 7-годишна, или пак е нешто во врска со некоја девијација во рбет, деформација. Беше на систематски преглед, ама многу не им верувам на тие прегледи, зашто јас имам 32 години, имам девијација на рбета, а ете со години на систематски прегледи не ми е откриено. И сакам да прашам дали треба да се дава 2-3 капки на 7-годишна возраст. Така. Ви благодарам што се јавивте. Значи, да почнем од крајот. 2-3 капки, сигурно нема на 7-годишно дете да давате капки, меѓутоа имате разни други форми на витамин Д кои што може да ги дадете и нема ништо лошо ако го дадете. Со оглед на тоа дека болките се во арбетот, а и вие сте имале проблем со арбетот при раст и развој, апсолутно препорачувам да се направи еден преглед за да се исклучим евентуална можност за појава и почеток на некакви несакани деформитети на арбетниот столб. Кога ќе се осигурате дека е се во ред, тогаш веќе може малку да бидете поспокојни во однос на болките. И да ги разбереме како болки во раст. Така. И моето последно прашање за денес би било до кога растат девојчињата, а до кога момчињата? Дали има разлика во растот на момчињата и девојчињата после првата година? Да, ве разбрав. Значи, растот е најинтензивен во пубертетскиот период. Тогаш се дефинира конечната височина кај децата и девојчињата тоа го прават многу порано од машките. Така што адолесцентниот период е веќе период кога горе-долу завршува растот, после останува дооформување на телото, значи или некој сантиметар плюс се добива, меѓутоа не толку интензивно. Значи пубертетот е најголемата бура на растење. Разликата е помеѓу машките и девојчињата, што девојчињата тоа порано го отпочнуваат и порано го завршуваат, иако
постојат и многу индивидуални разлики. Така. Значи, едно правило е дека практично нема правило. Така. Точно, значи правилото е дека нема правило. Да. Ви благодарам што бевте дел од денешното издание на 0N+. Се гледаме повторно. Следната тема би била држење на телото кај децата. Така. Ќе најавиме точно кога ќе емитуваме. Благодарам. Ви благодарам што не следевте. Гледајте не повторно и утре од 12 до 12:30 на телевизија Телма. Пријатно.